Шумите во регионот на Гостивар се на удар на бесправната сеча. Немилосредно се опустошуваат големи површини шума, цвета бизнисот со продажба на нелегално исечените дрва. Ова го потврдува истражувањето спроведено во рамки на проектот спротивставување на корупцијата во животната средина на локално ниво, што го реализира Центарот за европски стратегии Евротинк. Денес во Гостивар беа презентирани резултатите од анализите. Гостивар е еден од регионите каде што многу се сече шумата, зборувам за бесправната сеча, можам да кажам дека и безочно се сече. Има одредени делови околу Гостивар кои што се зежешки точки, каде што дивата сеча има оставено големи последици. Една од спецификите на Гостивар е тоа што веќе се сече и на приватни имоти, во приватни шуми. Меѓутоа се сече зеленило и во градот, значи во урбаната средина, во самиот центар на Гостивар. Деловите околу селата Куново, Србиново, Чегране, Форино се само дел од жешките точки каде што многу се сече, како и сите оние повисоки места на планините Сува гора и на Бистра. Гледките од некогаш богатите шуми сега се застрашувачки, вели Горан Николовски, кој како искусен планинар добро ја познава состојбата на терен. Особено загрижува што зеленилото во срцата на планините се уништува со тешка механизација, нагласува тој. Кога ќе погледнете кон убавото зеленило кое што не обкружува, ќе видите бели пеги. Таму некогаш била шумата, за жал, а сега е бело оставена голина. Она што исто застрашува е што мислам дека и без контрола се навлегува со земјени патишта многу длабоко во шумата. Ако некаде имало планинарска патека, прво е навлезено со моторизирани авантуристички возила, квадови, мотори, а потоа и со булдожери и со багери. И немилосредно се сече шумата. Отворени се нови патишта, луѓето понекогаш и не ги разбираме, ќе речат дека биле на планина, меѓутоа не со своја мака, со своји нозе, него биле со возила. И каква корист од таква посета на планина. Податоците до кои дошле истражувачите во проектот покажуваат дека во периодот од 2010 до 2019 шумското стопанство во Гостивар поднело 287 кривични и 95 прекршочни пријави за бесправна сеча. СВР-тетово во рамки на акцијата Гора поднело 166 пријави за 278 кривични дела. Последиците од бесправната сеча се бројни, зголемени ризици од поплави, појава на слечишта, уништен биодиверзитет, загаден воздух, загадена почва и други.